Нема ни добро вечер, ни ништо. Ево, и јас штрајкувам. Мислам, нормално, сите сакаме поголеми плати, подобар живот и германска виза. Ама добро, германска виза не можем да им побарам, али можем да си кажем своите права. Ја барем 30% плата, барам покачување. Место 5 минути 3 да работам неделно, не повеќе, 3,5 ако треба, регрес за годишен одмор, и јас да се одморам, човек сум, ваljda. Не е докажано. И топол оброк некој може, мислам не мора ни топол да е, може некој сендвич од вчера со сокче, или донесете од дома што има нешто останато, мусека, турлита, шефови, слушате? Мислам, не сум глуп, јас се цела држава штрајкува, јас шо? Треба да кажам за Кири дека го апсиле, или дека Рашковски, па све генерални секретари се уапсени. Тој ми е во опис на работно место. 2 години мандат, 4 години затвор, и ајде, чао, пријатно. Уште имаме и нов генерален секретар, сега тој треба да види за него малку, да окади во канцеларијата, да викни поп некој, или овај оđете од Прилеп, или Славе од Кравари, да има влашка магија таму нешто. Оние што прат со конци, со восок капење, со чуда. Ма што да му кажем, јас штрајкувам, не можем да му кажем. Ево и Данела, и таа штрајкува. Дала 220.000 евра за културни уметници, за културата, нејки да кажи список, нејки да пушти. Мислам, ко парите од джеп. Може да штрајкува, ево, 6 месеци, па после ќе ги кажи имињата. Дека е тоа важно, дека лани имавме истото со влада, кај што имаше советници, па не ќе влада и кажи, па држ не дај, па ги каже, па ко видовме, поубаво и да не видевме. Ама добро, интересни имиња излегува. Ја, нема ни кафе, само вода. Само вода. Тоа е таков односот кон работниците. И што да кажем се, пак истото со бугари, само се гњавиме. Румен Радев, викам, бугарите не може ли да ги нарекуваме малцинство во Македонија? 3500 како да ги нарекуваме, како да ги викаме. Мислам, окей да ги викниш ти, ево на слава, на имен ден, може да поминиш со 2 салами, 4 сока за 3500, или на свадба да ги викниш, на маса. Може и уште некоја фамилија да клеш помала со едно дете. Не зафаќат ни простор, ни ништо. И што се, пак јас треба да кажам демек за дека нема масло, не знаете вие, има масло. Само што има во Србија. Ке ни давале србите и масло. Ни дадоа вакцини, ни дадоа пченка, ни дадоа пченица, се и масло ке ни дават. Уште вучиш да излева од тој фриждерот кај што живеј и тоа е тоа. Толку треба. Нека не рани, нека ни прави дома јадење, што има, што ќе најди во фриждерот, ако најди нешто, ако не, ќе пиеме масло, која веќе скапа нафтата. Ево не, јас штрајкувам уште, али на крајот на штрајкот мора една сериозна поратка, иако мојата поддршка е небитна, сепак би сакал да изразам поддршка до сите воспитувачи и воспитувачки, наставници и наставнички, учителки и учители, професори и професорки да истрајат во своите барања за подобар живот и да добијат тоа што го заслужуваат, поголеми плати и пристојна плата за живење, како што би требало да имаме сите ние, затоа што со денешниве плати не се живее, туку се преживува во тешките економски состојби. Некои велат дека децата губеле од настава, децата учат многу важни лекции од овој штрајк, дека треба да се борат за своите права и повеќе ќе научат од тие што го кршат штрајкот, дека еден ден не треба да се како нив и дека треба да се солидаризираат ако сакат да ги добијат своите битки. Издржете и добра ноќ штрајкувачка Македонија. Јас продолжувам со штрајкот со неработа. Ајде, чао.